Во продолжение веднаш одиме на терен, затоа што таму е подготвен Кирил Стојанов со својот соговорник, а ќе зборуваме за фестивалот Infusion, кој што е фестивал на инклузија, а какви се детали ќе споделат со нас тие утро, да знаваме токму сега. Добро утро, мој Кире. Добро утро, моја Јована, добро утро на сите од паркот Македонија овде во Кисела вода до домот Билјана Беличанец. Токму во овој парк вчера имаше прекрасен настан, дел од фестивалот Infusion, а потоа и во домот на култура Билјана Беличанец бе доделени повеќе признанија за хуманост и поддршка. Меѓутоа, за целиот фестивал Infusion кој што урива бариери е фестивал на инклузијата, ќе зборуваме со човекот кој што го осмисли и го развива низ текот на сите овие години, Гере Трипков. Гере, четврта година поред, јас имав можност да бидам и на претходните изданија, меѓутоа еве ти да ни кажеш накратко како се роди целата идеја, како во овие 4 години Infusion расте заедно со тебе и со сите учесници. Најпрво поздрав до сите гледачи на сите, ви благодарам за вашата поддршка. Сведоци сме на четвртото издание. Идејата потекна пред 4 години, кога свативме дека во овие тешки времиња, стресни времиња, на сите ни е потребна поддршка и љубов и прифаќање и разбирање. Па така оттаму потекнавме со една иницијатива која што се викаше Фестивал на инклузија. Тоа беше еден мал еднодневен настан кој што со текот на годините до оваа четврта година прерасна во 5-дневен фестивал. Идејата за тоа беше не само да поттикнеме поддршка на нашата заедница, лицата со попреченост и социјално ранливите групи, туку и да создадеме една платформа каде што сите на едно место би можеле да се дружат, да се забавуваат преку културата, уметноста, забавата, да осознаваме едни за други, да се прифатиме, да се разбереме, а при тоа и да градиме стабилни фундаменти во општеството, кое што реално чии услови зависат само од нас, исклучиво од нас. Јас во текот на вчерашниот ден бев на две убави настани овде во паркот, а потоа и во Билјана Беличанец. Меѓутоа овој започнал на 11 и ќе трае до 16 и кажи ми што се опфаќа во годинешниот 5-дневен фестивал Infusion. Да, 50 настани низ 5 тематски денови на 5 локации, како што спомена Домот на култура Билјана Беличанец и паркот Македонија, веднаш непосредно поставен до домот, се нашата база. Меѓутоа сме на уште 3 локации, и тоа Музеот на современа уметност, исто така театар комедија, каде што го имавме перформансот со кој што предпремиерно и ексклузивно го отворивме фестивалот, и секако Амигос, пријателите наши, каде што ќе правиме една необична друженка, односно тивки дружби во кафуле, каде што привлегување на самиот кафич ќе треба да не зборуваме и да се разбираме невербално. Нели? Тоа ни следува денес. Ова е третиот ден на фестивалот Infusion. После активни 2 дена, ние сме полни со енергија за тоа што следува. Денес го имаме уметничкиот ден. Ќе работиме во овој парк зад нас, убави прекрасни работилници. Ги покануваме сите дечиња од Кисела вода, меѓутоа и надвор од Кисела вода, бидејќи веќе се на одмор, лета распуст, така што да. Како што споменав, тивки дружби денес не очекуваат во кафуле. Ќе одиме со водени тури во Музеј на современа уметност, тоа го правиме во партнерство со музејот, каде што ќе имаме и толкување на знаковен јазик. Една групна посета која што за прв пат се организира во еден музеј во Македонија, и тоа ќе сакаме да стане веќе традиција. Секако сите работилници како цртање на посетки. Вчера имавме дури изработка на маскотки од чорапчиња, имавме 2 представи интеграцијски. Едноставно во овој уметнички дел пробуваме на постоечки концепти од културата да вметнеме и инклузивна нишка. Така во сите овие активности кои што ги зборувавме имаме лица со попреченост. Дури и во самите представи, постоечки представи каде што немало лица со попреченост, вметнуваме по едно лице. Вчера во театарската представа го имавме Марио и прекрасно се снајде, се подготвуваме за ова веќе со месеци. Не е тоа нешто што го имаме како гостување, тука тоа се концепти кои ние едноставно ги градиме од темел. Утре секако музичката програма, го имаме музичкиот дел и сабота
И сабота и недела имаме гейминг и друштвени игри, тоа е исто така нова содржина која што ја вметнуваме. Меѓутоа овој пат исто така ќе пробаме на интеграцијски начин да ги вметнеме лицата со попреченост некако и во овој свет. Знаеме дека виртуелната реалност е следната голема технолошка револуција, така да би сакале да го искористиме тој моментум за да нашата заедница да се вклучи во овие трендови, а имаме многу познати геймери ширум светот што се лица со попреченост, така да искористиме и таа прилика. Гере, навистина еден убав настан со многу случувања. Она што мене ми остави посебен впечаток, јас бев минатата година на модна ревија која што тие организираше за лица со попреченост. Во текот на вчерашниот ден кога снимавме, еден од учесниците овде ни позираше пред камера, што значи дека си го охрабрил и си го мотивирал. Токму тоа сакам и да те прашам, колку низ овие години се повеќе лица од ранливата група, од лица со попреченост се осмелуваат, учествуваат во ова и јавно настапуваат да ги рушат бариерите во општеството. Имаме прекрасни иницијативи, имаме танцови студија, имаме театарски представи, имаме уметности во кои што директно се вклучени лицата со попреченост, но она што мене најмногу ме прави среќен и горд на тоа што го работиме веќе 6 години е дека имаме лица кои што излегуваат од четирите ѕидови, несреќно поради оние сите бариери и предрасуди кои што ги имаме во средината каде живееме. Меѓутоа морам да ви признам дека ова оди во добра насока и се повеќе и повеќе гледаме такви приказни. Еве ќе споменеме сега веќе кога сме на оваа тема, модната ревија беше една од тие настани, меѓутоа на нашиот конкретен фестивал имаме лице со попреченост кој што е музички изведувач. Тоа е Филип Николовски од Прилеп кој што ќе дојде и заедно со другите млади бендови и со Breakdown бенд и Пец од Супер Хикс ќе настапува рамо до рамо. Тоа е дечко кој што си настапува во Прилеп, оди по прослави, меѓутоа еве на овој настан ќе го има првиот поголемо представување. Се трудиме секаде каде што можеме овие лица да ги вметнеме, така да се отвориме и за најмладите, бидејќи сметаме дека децата се оние каде што треба да гаиме нови вредности, високи чувства и длабоки човечки и хумани вредности. И тоа го правиме низ целиот фестивал, низ сите програмски активности, но и сите наши проекти. Тоа вродува во плод. И, како што кажав, оваа музичка програма исто е еден посебен настан за нас, бидејќи се отвараме за млади бендови. До сега беа тоа искусни изведувачи, искусни бендови. Оваа година и тоа го преобразуваме, едноставно се концентрираме на луѓето кои што мислиме дека им е најмногу потребна поддршка и тука со нас утре во текот на вечерните часови ќе настапуваат дечки од цела Македонија кои што имаат бендови, Дактели за Наду, Цар Вон Тајм, Мија Перевска со тимот, Филип Николовски кој што го представи, Fiction и на крајот ќе завршиме со Breakdown. Така да ја заокружуваме целата програма и со забава. Така и треба, така и личи да се расположат сите кои што се дел од оваа програма. Јас вчера бев на дел од еден емонтивен настан каде што вие доделувавте и признанија и награди. Знам дека како човек кој што организира, веројатно си се претпоставувал дека ќе ги задржиш емоциите, меѓутоа вчера и ти и знаковниот толкувач тета Даниела, јас така ја викам, нема да ми замери таа, некако не успеавте да ги сочувате емоциите, беше премногу емотивно во Билјана Беличанец. Што представува тоа, колку е важно да се оддава признание и чест на луѓе кои што толку многу допренесуваат за подобрување? Апсолутно, тоа беше еден емотивна вртелешка за мене, бидејќи се спремавме за ова со месеци. Меѓутоа, еве и сега кога зборувам ми се навраќаат тие емоции некако. Да, она што е новина и она што сакаме да го правиме е искрено и од срце и потврдено врз основа на она што го прават и имаат заслуги за нашата заедница и се хумани по природа во 5, односно 6 категории доделуваме награди кои ги нарекуваме шампиони на инклузијата. Вчера доделивме награди на посхумно на две лица. Тоа е Еркан Еко, Ќајл кој што беше и на модната ревија, го знаеше лично, меѓутоа тој не напушти минатата година. Неговата фамилија превзема наградата. Уште едно нешто што можеби е специфика, сестра му беше спремна да одржи говор.
Меѓутоа, знаеш кога излезе дека едноставно и она се сруши и рече извини Гере, не можам да зборувам. Тоа е првата работа. Втората работа исто посхумно за Андреј Ѓоргиевски од ДНК, и тој и Андреј имаат преогромни заслуги кои што не ги гледаме, бидејќи многу од работите во кои што помагале, јавно не ги кажувале. Андреј и Панчо беа од самиот почеток со нас, настапија на првиот фестивал, беа првите изведувачи што ни потврдија. Учество и така одлучи советот на Infusion фестивалот да додели таа награда токму на фамилијата на Андреј во негова чест. И секако имавме општина, градоначалник, амбасадор награда и организација. Многу ми е драго што во награда за организација понесе Доза среќа, тоа е дневен центар кој што работи со дечиња со попреченост и прави фантастична работа. Имаат безброј проекти, меѓу другото и на толковен и на знаковен јазик. Општина Центар ја понесе наградата за општина градоначалник, а полската амбасада со која што соработуваме и спремаме, денес чекаме официјална потврда за еден проект да го градиме првиот наполно инклузивен парк во Македонија, кој што ќе биде на голема површина. Тоа ќе биде нешто навистина големо. Така да се надеваме дека денеска ќе стигне потврдата. Јас нешто вчера и наслушнав од текот на разговорот со амбасадорот, да се надеваме дека многу брзо ќе биде тоа. Само за крај сакам, бидејќи целиот овој настан, освен што е инклузивен, што руши бариери, што помага, има и посебна мисија, се работи за поддршка на младо дете од Струмица. Може ли накратко да ни објасниш неговата приказна и како и на кој начин можеме да бидеме хумани и да му помогнеме, бидејќи нему најмногу му треба во моментов? Точно, од оваа година започнуваме со нова иницијатива, а тоа е прибирање на средства и хуманитарни акции за одредени лица кои што се од нашата заедница, на кои што навистина им е потребна брза и акутна помош со цел да им помогнеме во предизвиците. Ѓорги е избран од нашиот совет оваа година да му се помогне, бидејќи има сериозна состојба со кичмениот столб и потребна е брза операција и рехабилитација негова. Така да ете покана до сите гледачи, оние кои што се хумани, да му помогнат на Ѓорги од Струмица, да влезат на нашиот сајт equality.agency/донации, таму ќе може директно да донираат, или на било кој од нашите настани каде што ќе бидат поставени кути за донации, се со цел повторно Ѓорги да го имаме среќен и да го живее животот со на квалитетно ниво. Гере, само да ги потврдиме, да ги повториме локациите каде денес, утре и во недела може да бидеме дел од овој фестивал. Секако, Парк Македонија, Кисела вода, тоа е нашата база. Денес отвараме изложби, имаме работилници, ги покануваме сите. Музеј на современа уметност од 1 до 3 часот, каде што ќе имаме водената тура. Секако бесплатни се сите настани, тоа треба да се напомене. Водената тура и на толковен и на знаковен јазик, значи ќе биде толкувана, групна, да ги видиме сите поставки во музеј на современа уметност. Потоа имаме од 5 часот почнуваме исто така тука во паркот еден форум за родители на деца со попречености. Ќе разговараме, ќе ги отвориме темите, ќе видиме што ни тежи, како може да си помогнеме. Потоа ги имаме тивките дружби во Амигос од 6 до 8 часот. И потоа имаме дружба во нашиот парк, така да ги покануваме сите. Утре во текот на утрешниот ден го имаме музичкиот дел, пред тоа ќе имаме уште еден форум кој што ќе биде насочен повеќе за лавиринтите во системот, како ние лицата со попреченост, меѓутоа како и системот нас да ни помогне. И во вечерните часови оние сите концерти кои што ги напоменавме тука на оваа локација, и во недела ќе имаме дружба цело време на оваа локација во паркот Македонија, секако форум во вечерните часови, гейминг и друштвени игри. Така да сите ги покануваме да дојдат, ќе играме PlayStation, ќе креираме одново своји прототипини игри, ќе играме Dungeons and Dragons, нешто што е многу популарно во светот. Така да сите се добре дојдени, сите настани се бесплатни, ги покануваме сите да не се приклучат. Гере, ти благодарам, ти посакувам успешна организација до крајот. Ние се гледаме на настаните кои што доаѓаат. Еве, слушнавме за тоа што представува Infusion, кои се оние настани кои што се случуваат, сите се добре дојдени, да бидеме хумани и да дадеме поддршка. Јована Александар, овде го завршуваме ова вклучување во живо. Поздрав од вашиот Кирил. Благодариме наш Кирил и верувам дека јавноста е задоволна со ова информација која што ја споделивте вие за Infusion фестивалот за инклузија, а во